Доколку граѓаните сметаат дека во сметките за струја има некаква грешка поради високиот износ, треба да се жалат до Републичката комисија за енергетика, сугерираше министерот за економија Крешник Бектеши. Цените во блоковите се многу транспарентни објавени во страната на Регулаторната комисија за енергетика и пресконференција од страна на претседателот на истата институција. Јас не верувам дека има зголемување на цените повеќе од тоа што се утврдени со РКЕ, но граѓаните секогаш имаат право на жалба во Регулаторната комисија за енергетика и го повикувам, ако мислат дека има некоја грешка или пак излоупотреба, секако дека да пријават и тоа ќе се среди веднаш. Во однос на шпекулациите за можно намалување на субвенциите за струја на граѓаните, Бектеши изјави дека до јули тоа не е можно. До 1 јули не може да има никаква измена во делот на утврдување на цените по блокови за електрична енергија. Зошто? Заради тоа што согласно Законот за енергетика и процедурите кои ги следи Регулаторната комисија за енергетика, во нашата држава 2 пати годишно се утврдува цена за електрична енергија во делот на домаќинствата и во делот на малите потрошувачи. Бектеши денеска го најави и јавниот повик кој ќе биде отворен од утре, а се однесува за помош на социјално загрозените граѓани за нивно подобрување на енергетската ефикасност. Министерството за економија, како и претhodно и ова година, почнува од утре да ја реализира програмата за енергетска ефикасност, која е изменета согласно барањата на граѓаните и согласно јавните расправи кои се направени од страна на секторот за енергетика, па затоа ова година е опширена програмата и повеќе од 4 милиони евра ќе бидат поделени кон граѓаните, нашите домаќинства, се со цел да ги намалат сметките за струја, а воедно тоа да придонесе и во делот на енергетската ефикасност на нивните домаќинства. Затоа Министерството за економија, почнувајќи од утре, ќе објави јавен повик каде што ќе дели ваучери со вредност од 25.000 денари по домаќинство